Премиерот Груевски беше во работен престој на Кочани и Виница. Во придружба на градоначалникот Димитровски и вработени од општинската администрација, премиерот ја посети компанијата Амфенол, странска инвестиција од Соединетите Американски држави во која се ангажирани околу 350 вработени, со најава дека во наредниот период треба да се вработат вкупно 2500 лица. Потоа премиерот ја посети локацијата каде што се гради атмосферска канализација во Кочани, а во употреба го пушти и локалниот пат кон село Бели во должина од 1200 метри. Со сечење на црвена лента, премиерот Груевски и официјално во употреба ја пушти и локалната индустријска зона во Виница. Таму во моментот се градат 5 фабрики, од кои една е со странски капитал, а останатите се домашни инвеститори. Се планира во иднина да бидат изградени вкупно 11 фабрики, а екзистенција да обезбедат околу 400 луѓе. Денеска со задоволство сум во посета на општините Кочани и Виница, каде што имав 5 настани на кои што можев да присуствувам најпрвин во разгледување на фабриката Амфенол, каде што веќе работат 330, а до крајот на овој месец 380 лица. Понатаму го посетивме градењето на атмосферската канализација во Кочани, каде што владата инвестира 1.200.000 евра со подршка и на градоначалникот на општина Кочани. Исто така бев на отварањето на патот, локалниот пат кај селото Бели, што е во близина на Кочани, локален пат кој што е од голема важност за жителите што живеат таму. Понатаму го означивме официјалниот почеток на градбата на пристапниот пат за градба на браната Оризарска река, проект кој што во првата фаза ќе чини 35 милиони евра, секако подоцна тоа ќе нарасне некаде над 50 милиони евра. Инаку патот е долг околу 6 километри и треба да биде завршен некаде во текот на оваа година, пошто ќе се почне работење директно на градба на браната Оризарска река, која што е важна и за наводнување, и за производство на електрична енергија, и за пиење вода за општините Кочани, Виница и околните општини, како што се Чешиново, Блешево, Зрновци и така натаму. И конечно, на крајот имав можност да присуствувам на свеченото пуштање во употреба и отварање на, односно свеченото започнување во локалната индустријска зона во Виница, во која што веќе се продадени сите парцели и веќе се градат 6 фабрики, 6 производни капацитета. Една е во понапредна фаза, таа е една австријска компанија, со која што своевремено се сретнавме во Виена на бизнис форумот, што го организиравме, што ќе биде одличен импулс за Виница и за целиот овој регион и ќе абсорбира многу невработени луѓе. Многу луѓе ќе си го најдат своето вработување токму во овие 6, односно 11 фабрики кои што треба да се изградат. И тука сакам да упатам честитки до градоначалникот на Виница за неговиот ангажман за започнување на градба на оваа зона и за нејзино инфраструктурно уредување, дел кој што е веќе завршен и затоа и се градат веќе фабрики. Исто така би сакал да кажам дека и градоначалникот на Кочани заслужува големи честитки затоа што возможи многу добра бизнис клима и услови за правење бизнис, и не случајно сите овие инвестиции се случуваат таму и во Кочани и овдека во Виница.